Илире Даути. Прво, јас не реков овој министер, реков министрите дека имаат објективна одговорност. Тоа е прво. Второ, не барајте од мене да зборувам за 2016 година, јас поим не сум имала дека ќе влезам во политика, ама не барајте и од оваа страна тоа да го стори, зашто тоа што го сториле во 2016 година било като системот, кој што овозможува контрола, а кој што некој го ставил надвор од употреба и денеска смешно изјавува, пазете, дека не бил фрлен, туку бил заклучен. Дали е заклучен или фрлен, вон употреба е. И трето, одговорноста нема да постоела кај овој министер ако го открил ова што се случува, бидејќи кога стапувате на министерската функција, вие сигурно гледате во каква состојба го наоѓате, значи здравството, зашто инаку станувате соучесник. Значи воопшто јас не мислев конкретно, зборував за политичката одговорност која што секогаш е објективна. Тоа мислам дека треба да се има во предвид, зашто инаку нова ќе биде само еден инцидент што нема да биде санкциониран. Инаку за состојбите во здравството, интересно е дека, да, во право сте, и претходно укажувавме дека има проблеми и што се однесува до настанот во Тетово, двете ние знаеме, бидејќи двете плачевме заедно, да ве подсетам, и покренавме постапка овде на постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата, заедно со господинот Снопче, но некој тоа го обструираше, што е срамно. Но како што гледате, доаѓа времето, еве сега доаѓа време, кога повторно се актуелизира потребата од ваква активност на постојаната анкетна комисија и интересна работа е. Истото прашање. Во меѓувреме излезе она со што не можеме да веруваме, дека некој, замислете, дури и доказите врзани за истражувањето на германските експерти на ситуацијата, не го употребил во доказната постапка. Значи, доаѓа времето, затоа беше мојата порака, дека мора да се научиме, мора да се научат министрите дека кога ќе им се случи во текот на мандатот нешто како ова, или нешто уште пострашно или исто толку страшно како ситуацијата во Тетово, во истиот миг треба да заминат за да покажат дека се одговорни. Објективно, не субјективно. Оти не беше министерот за транспорт капетан на бродот во Пиреј, ниту министерот е тој што е надлежен за онкологија. Меѓутоа, сите здравствени институции се во негова надлежност. И затоа, кога се нафаќаме ние на некоја функција, точно треба да видиме што наследуваме. Замислете, мене ме чуди како сиве овие години некој не прашал, чекајте бре луѓе, ама имаше еден като систем, еден като механизам, на доверба ли ќе оставиме ние? Зар не треба да се следи целата состојба во оваа институција? Знаете ли, може би, колку животи ќе беа спасени? Знаете ли, може би, дека ќе дојдеше до спречување на многу состојби, па и тргови? Ама ние сега слушаме дека дури кога имало сигурни индиции за инволвирани, фамозната сестра, па повторно била вратена, не ми е јасно како тоа некој не го индицирал. Иначе се согласувам дека и со чинење и со нечинење делото се прави,
значи и сите што молчеле, а знаеле, исто така имаат дел од вината. Ние воопшто овде, како комисија, немаме право да навлегуваме во утврдување на кривична одговорност, меѓутоа, знаете како, стално го давам примерот со истражните комисии во Соединетите Американски држави, кои имаат многу поширока надлежност, може било кој граѓанин да повикаат ако мислат дека пред комисијата сенаторска, за да одговараат за настани како овој, како нас. Значи, ние треба надзорната функција да си ја вратиме, а се разбира потоа треба да постапува судот, иако многу големи дилеми имам околу неговото постапување со оглед на тоа што се случуваше со настаните во Тетово и со многу други настани. Значи, воопшто немам намера јас да го сатанизирам или да го квалификувам овој министер. Сега, меѓутоа, ова се откри во негово време. Може би тоа ќе беше најдобрата лекција што ќе остане, бидејќи многу малку оставки имало во Република Македонија. Ќе остане запаметен Антонио Пешев, бидејќи имаше авионска несреќа и тој не беше пилот, ама истиот ден си замина, рече дека ова се случи во мојот мандат и јас не можам да живеам со ова. По него такви нешта нема. Значи, посакувам, за да ставиме крај, да утврдиме и одговорност, како во овој случај, не само на овој министер, не, туку и на претходните, можеме и тоа, да, значи на сите после 2017 година, бидејќи, помните кога се случи несреќата во Тетово, што се случи, имаше една оставка на заменик министерот, ми се чини, но не и на министерот, колку што помнам. Значи, звинувам или... И благодарам, колешке Давко.